El maquedonero. El maquedonero. Сакате пак да го дрва и да го надрва? Или да го дрвиме заедно? За знамето. Морало да се запази протокол, пишувало во законот вака, знамето наше е со 8 краци на не знам каква основа, краците се не знам каква боја, знамето протокол. И морало така да се прикажува. Особено кога е упрашање музичка манифестација, спектакл. Морало знамето баш така да се прикаже. Нема тука простор за уметничка слобода. Напротив, секој што зборел за уметничка слобода немал појма од уметност, јадел говна. А вака да ја прашам. Пример. Славиме 200 години од смртта на Гоце Делчев. И на некој што е у креативата на обмислување визуелно на спектаклот, кој ќе славиме 200 години, основата на македонското знаме, ја направи претоп у неа у позадина да биде Гоце Делчев или да се надзире или да направи некоја, како се вика оние слики на психологијата, кои што асоцираат, може да асоцираат на ова или на заборев, како се викаше тоа. Од самите краци или таков дизајн на сонцето, да се гледа и некаде да се надзира у позадина длабоко, само но и со остра визуелна перцепција да може и ликот на Гоце Делчев да го види. Тоа што ќе биде? Сквернавање на македонското знаме, нешто што не е по протокол, па не смее да се прикаже така од страна на авторите, на креативните автори на дизајнот на концертот или како сакате наречете го тоа, што забрането ќе биде. Или рецимо славиш не знам што и направиш на таа прослава музичка манифестација ради некој појма немам. Еве кој ќе дое да славиме 1000 годишно пријателство со братска кина. Рецимо. И ќе има спектакл музички. Нашите деца тогаш сите со коси очи вака ќе видат. Нема везе, пример давам сам. И на тој спектакл 1000 години славиме пријателство со братска кина и да има појма немам. Претоп на киниското и македонското знаме во некој. И тоа ќе биде овај сквернавање некое нешто што не е по протокол, а мора да биде по протокол, па и тогаш ќе има викања халабуки ово она за ало бе, зашто правиме муавет? Значи овие армија на џукели на кои што не им сметаше кога Заев го менуваше името и немаа ниту интерпункцијски знак како рекламација на тоа, а камоли збор, а камоли реченица гласно изговорена, они сега најдоа да зборат тоа било сквернавање на знамето на манифестацијата за 35 години независност и не смеело тука да има уметничка оваква слобода, се знаело по протокол или по закон какво треба да биде знаме. Кои глупости лупетате? Кои глупости лупетате? Да доаја некој премиер или председател у Македонија официјална посета или не знам што официјална средба меѓу државни представници, институции, јасно дека тука има протокол. Знамето е тоа, јебига. Ама музичка манифестација, јас праќам порака со музичката манифестација некаква. Сакам да испратам некоја порака, пошто е државна манифестација, сакам да испратам порака до народот. И секој символ е подложен на уметничка интервенција, особено ако е во функција на пораката што треба да се испрати. Шо е бе тука виша математика? Ај објаснете ми, толку што е тешко да се разбере. Не е до разбирањето. До сакањето е да се не разбере на вистинскиот начин. Па се паламуди. Протокол, ово, она, вамо там. Не ми текна како се викаат тие сликите што ти ги покажуваат на психолог, на ова, па да кажеш дали гледаш ова на сликата пичка или локомотива. Не знам, заборев како се викаат тие цртежи. Да му е веш мата. Подсетете ме, драги психолози, во коментар. Ало бе, милион работи не ви смета, крупни што се случија. У држава, кај што требаше појма нам да излеземе на улица 2 милиона луѓе. Али ова ви посмета.
Па толку бре не беше халабука направена кога се менуеше имено. Кога се подпишуваше оној кретенски договор со Бугарија. Кога го гласавте, кога сакаа да го подпише тоа вториот протокол у собрание француски предлог. Додуше тогаш излезе народ, бајге на улица. А тоа не го рецкавте народов и лјадници што искочивме да протестираме, сега најдовте, вие од ДСДС од опозиција да јадете гом на 2 дена и 3 дена за знамево. Неписмени биле, вакви биле, онакви биле. Тоа е друго Букефал зашто имал петоноче. Тоа, рецимо, ја не можам да најдам овакво толковно оправдување. Освен едно. Има логика, не дека нема петоноче. Тоа исто како некој од Сенегал да сакаш да пратиш порака некој, сега не ме сваѓате погрешно расистички, дека е од Сенегал или од Конго и го насликуваш со трето ноче. Пошто исто кон ноќе. Па има логика, не дека нема и со Букефал, пошто има 4 нозе, ама има и пето ноче, тоа е Букефал. Тоа е коњот на Александар Македонски, тоа петото ноче дури може да му е и подолго од овие други 4 ноќиња. Може го влече по себе. Исто како тој пример од Конго, од ова, со трето ноќе насликан, да се прати порака, пример. Или ако оди тој во најавна шпица на некој порно филм и како силуета го прикажуваш, типчева со 3 нозе. Ама има логика. Пак и тука може логика да се најде. Но ајде се, за Букефал нема да зборим. Сакам да кажам, нема некоја тука логика да, ама ове има логика зашто е така знаме. Мислам, толкувањето не бара нешто преголема интелигенција за да сконта човек, ама треба да ја уклучиш и таа малце ако не си злонамерен. Ќе кажам пак од вчера што кажам. Ако си злонамерен, ти можеш уште 300 работи да најдеш зошто не е оправдано и зошто е сквернавење или не знам што, да направиш знаме на музичка манифестација, кај што државното знаме е поимањам со 12 краци, а не е со 8. А да го направија 8 плюс 16, значи двете знамења на ова сега државно и сонцето од Кутлеш, а тогаш ќе немаше символот тежина, затоа што ќе беше тумач видливо. Немаше доста и простор кај луѓето, кај публиката да имагинираат, да мислат зошто е знамето. А вака е чудно. Има некои мали зрачиња, некои поголеми од државново знаме и вака ако се двете знамења оригинал стопени у едно, пример 16 плюс 8, не остава простор за имагинација. А вака некој од злонамера го интерпретира погрешно, а сваќа што значи, а други вистина не може умот да му отиде толку да свати дека синергијата на тие две знамења со нормално со намалени неколку зрака, но очигледна синергија дека зборува нешто, сака да пренесе порака, зборевме вчера, сака да пренесе порака за континуитетот на македонската држава. Ја тоа така го толкувам. За безсмртноста, за вечноста на државата, за поврзаноста, дека не може да не сме поврзани на никаков начин со античко време, со македонската империја на Филип и Александар. Тоа ви смета сигурно исто. Па ќе можам да ве прашам, па зошто? Што има везе? Што има везе? Што еден народ, некој сака да го научи да верува дека има континуитет, дека не може да нема континуитет. Затоа што на овие простори, додуше малце подоле од Скопје, но на овие простори почнува да се шири македонската империја на Филип. После на Александар. Сега имаш ти народи, еве рецимо во Либан, фалангистите во Либан. Сега они веруваа дека сме ние македонците со нив фалангисти се вика народот во Либан. Ја не зборам глупости. Сега они веруваат дека дека они се со македонците еден народ. Да му кажете на било кој фалангист сега во Либан да отидете, јас сум македонец од Македонија, ќе ти рече земјак, ќе се израдува, ќе ти изгушка. Исти менталитет, исти ора имаме, исти. Они се сметаат за потомоци на Александар Македонски. Војските таму правилно, нема врска, он дупел таму, што стигнал. Али ќе разговарате, ќе видите.
Сега они имаат право да го својатаат Александар Македонски, да се сметаат за потомеци, ние треба да ќутиме. Затоа што Заев и компанија овие Квислинзиве одлучиле дека на Грција треба да и се препушти цела историја античка. Кој што таа време они немале ни империја? Каква империја? Грците се отидовме со темава, нема вез. Биле градови, држави заратени една со друга. Теба ја прцала Спарта, Спарта ја прцала Атина, Атина не знам кого прцала и се прцале меѓу себе. Се убивале. Империја направил. Какво? И ние се до тоа со договорот од 2018-та, кој беше? 17-та, им го препуштивме на грците. Па некој ще сега ќе рече, ми пише некој коментари, деме, какво е тоа кутле, што е грчко сонце, вергин? Плаво било. Грците не спомнуваа Македонија како Грчка додека не се распадна Југославија. Ништо не им значеше, тоа им висеше у воздух Егејска Македонија. Не знае што да прават, знае дека ќе тоа е време кај што ќе треба да тргнат во акција. И кога видоа Југославија се распаѓа година-две дека е пред распад, тогаш почнаа да ја својатаат Егејска Македонија, да ја шират наративот за Македонија дека е грчки збор, дека е грчка област, покрајна или што и да е. Абе, вие СДС не го пречекавте Курц. Тој Курц што го примивте, тој Курц, како се викаше, Курц. Абе, знам дека го примивте тогаш Курц. Беше австријски премиер. Не го примивте место со австриско со литванско знаме? Протокол. Протокол. Ви доаѓа премиер на држава како Австрија. Го пречекавте на место со австриско со литванско. После папата ништо исто заебавте. Не знам како го пречекавте. Па имаше уште 2-3 скандали, не знам, со словачкото знаме ли беше место, или Словенија ја пречекавте со словачко знаме, или словачки некој пример пречекавте со словенско знаме. Парта ли правевте, бе, људи? Па тогаш на Фейсбук никој од вас не јадеше говна. Јас сум се заебал за тоа што не погодивте ни едно знаме СДС додека бевте на власт, и тоа протокол на државни средби високи. Ја на стендапи сум се заебавал со тоа. Особено кога го примивте Курц. Убого го примивте Курц. Ствари секако го примивте Курц. И се покаже дека убаво ви е кога го примете Курц. Не, што сега? Вие најдовте да зборите. Како вас бре ние срамота? Знамето. 3 дена сега знамето. Не каже ништо друго, нешто да искоментира за настапов, за ова, за атмосфера, знамето. А името да ви ебе матер ваша Квислиншка, што правиме со името? Кој ви дозволи да го менувате името? Кој ви дозволи да им ветувате на бугарине све и свашта? Кој ви дозволи да ги прифаќате, да ги подпишувате нивните антимакедонски, негаторски договори, уцени, упатени кон Македонија, да ги официализирате со подпис? Кој ви дозволи тоа? Што е тоа? Тоа не е стврнавење? Не, немавте тогаш никакви рекламации, али имате сега знамето, зашто немало 8 краци, имало 12 краци. Да не паламудам, овој пат нема да бидам, само ќе кажам на крај една работа. Ми пиша некоја докторка, ми вика, кај вика да се упишам, глума, вика, сакам да пробам како изгледа тоа глума, да работиш представа. И мене ми текна една идеја у глава, немој некој да ми ја украл идеја, ќе ве ебам. И викам, слушај, зашо викам да не објавам? Значи, луѓе, возрастни, што си работат, што си имаат други професии. Ако сакаат да видат што е глума и како се прави представа, еве јас се нафаќам да работам со таквите луѓе некоја представа, ако си сакаат да станат глумци барем еднаш во живот. И кој сака да видам како ќе биде интересот и бројката, можете да ми пишете у инбокс и да видиме тоа како ќе се погодиме по бројка, па ќе си направиме еден состаноче да видиме што како. И ако сакате толку, можеме некоја представа да направиме. И тоа ќе биде интересно како театарски експеримент.
смисла дека луѓе од други професии, дали доктори, банкари, службеници, службенички, појма немам, работнички у фабрика или не знам работници, не знам каде, водоинсталатери, појма немам, сарачи на албати, ако има уште столари, столарки. Ако сака да видат како е глума, значи идејава ми е директно ќе правиме представа со мала припрема. Не е тоа школа, нема да биде тоа школа за глума. Не, далеко од тоа школа за глума, не имам нерви тоа. Али ќе учиме глума преку тоа што ќе правиме представа. И тоа е многу добра идеја што ми текнува, докторка ме наведе да ми текне на таа мисла. И така што би било супер тоа да го оствариме, се ќе биде под мотото игра, забава и дружење. И да видиме луѓе од други професии дали можат на сцена да бидат, да глумат као професионалци или барем приближно као професионалци. Така што сите што сте заинтересирани, пишете ми у месенџер, ја да видам колку души ќе се соберем и каков е интересот и ќе ви пишам после на сите кога можеме да се договориме, да направиме некој состанок и да видиме шо како. Значи ќе повторам, не е тоа школа за глума, него ќе правиме представа и тоа ќе биде како експеримент. И може да биде доста интересантно. Јас се имам некој замисли у глава, може да биде доста интересантно и откачено, нели? Така што се гледам. Вака го искористив ова да го овако. А што се однесува пак да завршам со знамено, дајте доста. Доста, не продајте муда за бубрези. Смешни сте. Ама знам, се фаќате за разни наративи, за да си ја терате приказната дека власта е шит, нечини, дека све у курац, дека не знам ова, не знам она. Спуштете се на земја малце. Чувајте силата. Нервите исто така чувајте си. Оти ќе треба овие сега што се на власт да ги гледате уште наредни 12 години минимум. ВМРО нема да сиде лесно од власт. Ќе се направат и добри и уште подобри ствари. И не само тоа, мислам дека ќе дојде и тој ден. А да кажеме у вториот мандат. А ќе дојде тој ден. Кај што буквално се она што го збореле, што ви им го замерате дека збореле, а уште не го прави, дека ќе го направи све. Вклучувајќи го и тоа, што некој од овие што сега мислиме дека се недопирливи, кидати по затвори. Кој за велепредавство, кој за ова, кој за она. Ќе дојде тој ден. Епа, силно светнал ден. И не пала мудете више за знамето. Глупи сте и досадни. Ај, чао.